Правото на зачувување на здравјето е едно од основните човекови права, гарантирани со уставот на секоја држава. Тоа значи дека државата ги обезбедува здравствените услуги за да ги задоволи потребите на граѓаните за здравствена заштита. Тоа значи дека донесува програма Здравје за сите или наречена веќе како било, во која што точно ги утврдува и правата, и обврските, и начинот на кој што ќе се финансира тој здравствен систем. Тоа е јавното здравство. Приватното здравство е сосема друга категорија. Тоа не е служба, не е сервис на граѓаните, туку представува индустрија која што пружа здравствени услуги, чиј што основен мотив е остварување профит. Го отвораме кругот за оваа недела. Добре дојдовте. Дали во Република Македонија подобар е јавниот здравствен систем или приватниот здравствен систем? Дали тие треба да имаат исти третман во однос на финансиите од државата? И ако имаат, дали тоа значи дека јавното и приватното здравство во Република Македонија ќе работат по исти цени, бидејќи во овој момент услугите во приватниот сектор се многу повисоки од оние во јавниот сектор. Јавното здравство во Република Македонија се финансира од сите нас вработените. Во Република Македонија има 650.000 вработени на нешто повеќе од 2 милиони население. Сите ние од просечната плата издвојуваме по околу 2100 денари месечно за здравствените услуги. Од 2 милиони население имаме дури 1.800.000 здравствени осигуреници, а пари во фондот за здравство има само за 1 милион. Кога ќе направите проста математика, навистина е магија како секој месец во фондот за здравство се собираат потребните пари за здравствено осигурување на целата територија и на целото население во Република Македонија. Стартуваме од почеток. Половина плаќаат, а сите се лечат. Македонскиот здравствен систем е социјален. На раскрсницата меѓу парите и потребите на граѓаните стои фондот за здравствено осигурување. Тој е всушност институцијата која треба да прибере повеќе од 350 милиони евра на годишно ниво и потоа да ги распредели во здравствениот систем. Од овие пари најголем дел или 80% во фондот се слеваат од платите на вработените граѓани. Станува збор за безмалку 650.000 луѓе, за кои нивните работодавци на фондот месечно му префрлаат во просек по околу 2100 денари, односно 7,3% од бруто платата колку што е задолжителното здравствено осигурување. Мал дел или помалку од 1% доаѓаат од речиси 40.000 регистрирани земјоделци, кои месечно на фондот му префрлаат по 410 денари. Фондот за пензиско во здравствената каса за околу 300.000 пензионери префрла во просек по 1330 денари. Останатите пари се дополнуваат од буџетот за лекување на невработените и социјалните случаи. За нив државата префрла по 840 денари. Уште пред да ги собере парите, фондот за здравствено осигурување знае како ќе ги распредели, но бидејќи парите се секогаш малку, разликата меѓу добрите и просечните ја прави определувањето на приоритетите. Еве како се троши здравствениот денар. Околу 19,6 милиарди денари се трошат за здравствените услуги, 2,5 милиарди одат за боледувања и породилни отсуства, а останатите над 500 милиони денари се трошоците за функционирањето на фондот. За примарна здравствена заштита, во која што ги имаме и ортопедските помагала, и аптеките, и матичните лекари, одвојуваме околу 30%, околу 30% одвојуваме за секундарни, за специјалистичките здравствени услуги и останатите околу 30 и неколку проценти за болничките. Пресметките покажуваат дека секој ден македонското здравство троши по околу 1 милион евра. Од нив повеќе од половина одат за јавните здравствени установи. По 1/10 добиваат матичните лекари, аптеките и луѓето кои се на боледување. Остатокот го делат приватните болници и специјалистички лаборатории. Според нашите интерни проекции, односно пресметки, колку од прилика не чини во просек еден осигуреник во изминатите неколку години, би кажале дека тоа е месечно околу 1800 денари. Значи 1800 денари од прилика не чини секој едно лице осигурано во Македонија. Сега нормално некој не ги користи здравствените услуги и дај Боже никој да не ги користи, односно сите да бидеме здрави. Меѓутоа некои што се поболни ги користат повеќе здравствените услуги. Во просек како да сме на товар на фондот како трошок околу 1800 денари.
Според овие пресметки, освен редовно вработените лица, ниту една друга категорија осигуреници не партиципираат во фондот со онаа сума од 1800 денари колку што чини нивното едномесечно лекување. Но не сите граѓани имаат лично осигурување. Според математиките во Македонија има над 1,8 милиони луѓе кои добиваат сини картони, иако на фондот му се префрлаат пари за помалку од 1 милион граѓани. Кај нас системот е фамилиарен, едно лице плаќа, а целата фамилија ги добива сините картони и ги користи здравствените услуги. И навистина тука има та дискрепанца. Значи, некој плаќа од 400 до 2200 денари како носител на здравственото осигурување месечно, а во просек секој член од фамилијата троши 1700, односно 1800 денари. Со сите своји предности и мани, македонскиот здравствен систем 20 години обслужува скоро 2 милиони пациенти. Во последните 10 годишниот буџет на фондот за здравство се зголемил за повеќе од 7 милиарди денари или за безмалку 50% од нивото во 2002 година. Таква е состојбата во македонското здравство на хартија според официјалните статистички податоци од Фондот за здравство.